ветување за обезбеденост. И така, не бидете загрижени за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. На секој ден доволно му е неговото зло. Стих 34. Грижата е како граблив волк, ни го краде сонот, го зарубува нашиот фокус, го краде вниманието од она што е навистина важно во моментот, ни одзема радоста. Таа ги раскинува односите со оние што ги сакаме. Кога ќе станеме плен на незините канџи, нашите очи се заглавуваат на она од што се плашиме. Ги забораваме начините на кои Бог не избавил во минатото и ветувањата кои ги дал за нашата иднина. Како Петар, тонејќи во брановите, ја гледаме само непосредната опасност, а не престојниот триумф на Бог над нашите стравови. Исус ги поучил неговите пријатели дека против отров за грижата е да го насочиме нашиот поглед кон Божиото царство, да ги подигнеме очите од брановите, нашата награда да биде живеењето за царството и наша цел да бидеме во правилен однос со Бог. Над се друго, барајте го Божиото царство и живејте праведно, и тој ќе ви даде се што ви треба. Стих 33. Станува збор за она на што се фокусираме. Ако се концентрираме на Бог и начините на кои одиме по вода, денес, радоста од тоа чудо ги надминува мислите за утрешната неволја. И поради денешните чуда, нашата доверба во Божјата верност не прави подобро подготвени за што и да предстои пред нас. Затоа, не попуштајте пред грижите. Бог се погрижил за работите што ви требаат. Почивајте во ветувањето, заблагодарете се и зачувајте ја својата енергија за работата што ви ја дал да ја направите за царството денес. Ейми Клеменс. Додека се молите, заблагодарете му на Бог за ветувањето за безбедност, оставајќи ја грижата и посветувајќи целосно внимание на Божјата волја за вас денес.